Изградбата на булеварот Борис Кидрич е стопирана, а луѓето кои живеат во речиси урнатата зграда на чие место треба да поминува сообраќајницата, не можат да изградат нова. Проблемот на станарите во старата зграда во Мичурин и понатаму останува без решение. Заглавени во формално правните лавиринти, се уште не добиле конкретен одговор од релевантните институции. Продолжува борбата на станарите за подобри услови за живење, бидејќи се плашат дека оваа зграда нема да издржи уште долго. Локалните власти молчат и не нудат конкретно решение за овој проблем. Не наидовме на никаков прием, апсолутно никаков, и од страна на општина Аеродром, и од страната на град Скопје. Едноставно, градоначалникот Марин не удостои да не прими во неговите простори, да поразговараме за нашите проблеми. Верувајте, 3,5 години помина и еве сега повторно се обидовме да видиме дали ќе имаме некаков успех, но апсолутно истиот одговор. Значи, праќаат некои представници на неговиот кабинет, кои едноставно немаат слух за нашиот проблем. На жителите согласно Генералниот урбанистички план 2012 година им била доделена маркица за изградба на нова зграда позади сегашната, но на тој простор се приватизирани само 60 квадратни метри. Станарите бараат од општината да им се додели нова маркица. Што се однесува до доделувањето на нова маркица, тоа може да се случи по измената на Генералниот урбанистички план на град Скопје, со што може да почне постапката за менување на деталниот урбанистички план. Но измената на Генералниот урбанистички план ги кочи граѓаните да изградат зграда, па се уште живеат во рушевините на сегашната. Исплашени се како ќе ги преживеат есента и зимата, кога временските услови ќе бидат полоши од сега. Од град Скопје велат дека дури кога ќе се изгради сообраќајницата, ќе се спроведе постапка на експроприација на приватното земјиште и тогаш ќе може да се изгради нова зграда. Во однос на проблемот за реализација и изградба на оваа сообраќајница, од град Скопје велат дека во наредните години ќе се обидат да обезбедат финансиски средства, што го вклучува алармот до кога станарите ќе живеат во мизерни услови.